Платформата X на Илон Маск почна да блокира линкови кон Сигналми, уру што го користи апликацијата за шифрирани пораки Сигнал. Федералните работници ја користеа оваа услуга за тајно пријавување на релевантни и опасни активности, но сега тие линкови се недостапни на X. Секој обид за објавување на Сигналми во директни пораки, јавни објави или профилни страници резултира со порака за грешка. Постарите врски кои веќе биле споделени сега се означени како небезбедни, но корисниците се уште можат рачно да ги отворат. Овој потек доаѓа во време кога Маск соработува со поранешниот претседател Доналд Трамп на намалување на бројот на федерални работници. На 14 февруари беа отпуштени 9500 вработени во различни владини институции. Маск не даде официјална изјава за блокадата на Сигналми, но оваа одлука предизвика загриженост кај поборниците за приватност и слободен пристап до комуникацијски алатки. Факултетот за механика и поморска архитектура при Универзитетот во Загреб потпиша договор со Европската вселенска агенција за развој на дрон инспириран од природата. Овој дрон, кој користи крилја што мафтаат наместо ротирачки лопати, треба да овозможи поефикасен лет во екстремните услови на Марс. Проектот е предводен од професорот Здравко Терце, а покрај Факултетот за механика и поморска архитектура учествуваат и престижните универзитети Ту Делфт и Политико ди Милано. Европската вселенска агенција целосно го финансира развојот, а хрватскиот предлог беше прогласен за најдобар меѓу десетиците апликации во минатогодишниот надпревар. Дронот, кој подсетува на Вилино конче, ќе биде изграден на Факултетот за механика и поморска архитектура, а тестветовите ќе се одржат во специјалната лабораторија на Европската вселенска агенција во Холандија, каде што ќе се симулираат условите на Марс. Развојот на оваа технологија ја привлече и првата инвестиција од фондот Весна од Луксембург во Хрватска. Ако тестирањата бидат успешни, хрватскиот научен тим може да има значајна улога во идните вселенски мисии. Оваа соработка представува важен чекор за хрватската наука и технологија на глобалната сцена.